Чего так не умел делать, да не аз? Он писал стихи, рассказы, пьесы, играл на физголморные и балконы, неплохо пьем, великолепно танцевал чечетку, рисовал, показывал покуси, умел ходить по перилам балкона на последнем этаже Ленинградского дома книги, любил изобретать игры, умел изображать муху в тот момент, когда та размышляет, куда ей полететь. Писал заумные стихи, философские трактаты и комедийные репризы для цирка. Веселый Гейзер, Видумов, десятки. Оперiju се дели на 4 секции – литературна, иноваторска, театрална и кино. Иноваторската секција ја води својата работа по експериментален пат, а останатите секции настапуваат на вечери, преку постановки и во печени. Грамадниот подвиг на културата и битот, толку карактеристичен за нашето време, задржа во областа на уметноста многу ненормални појави. Ние се уште не до крај ја поимаме оваа беспорна вистина. Имено, пролетаријатот во областа на уметноста не може да ги ползува уметничките принципи на старите школи. Бидејќи, тие принципи одат многу подлабоко и ја подриваат старата уметност до самите корени. Не е убаво да се вели дека Рјепко, сликајќи во 1905 година, е револуционерен уметник. Уште понеубаво е да се вели дека секој ахрци носи во себе зрно од новата пролетарска уметност. Потребата од општо поимлива уметност, достапна по својата форма дури на ученикот цел, ние ја поздравуваме, но потребата од таква уметност води во бездна од најстрашни размери. Како резултат на тоа, ние имаме маса од бездарна масовна култура, со која се товарат нашите книжевни складишта. А читачката публика на првото пролетарско господарство седи сред преведената буржоазна белетристика на западниот писар. Ние многу добро разбираме дека правилен излез од сегашната положба не се наоѓа лесно. Но ние совршено не разбираме зошто ред уметнички школи упорно, честно и настојчиво работејќи во таа област се ставени на периферијата на уметност. Иако, во истото тоа време, тие треба да бидат срдечно поддржани од целата советска општественост. Нам не ни е јасно зошто школата на Филонов е изоставена од академијата. Зошто Малевич не може да ја прикаже својата работа во архитектурата. Зошто така неубаво е истиркан ревизор на Терентилија. Нам не ни е јасно зошто така наречената лева уметност, имајќи зад себе немалку заслуги достигнувања, се оценува како безнадежност и уште полошо, како шарлатанство. Колку внатрешна нечестност, колку сопствена уметничка несигурност се крие во овој дивјачки пол. Оберију од сега настапува како нова група во левата револуционерна уметност. Оперију не треба по теми и вргови на уметност, туку оди кон органски нов светоназор и подел кон нешто. Оперију загризува во срцевината на зборови, драмското действие и кинокадан. Новиот уметнички метод на Оперију е универзален. Тој изнаоѓа пат кон иновацијата врз основа на потребата на темата. Револуционерното кај Оперију е имено силата на овој метод.
Ние не мислиме дека треба да гледаме на својата работа како на работа изработена до крај. Но ние сме мощни уверени дека основата е цврста и дека ќе имаме сили за понатамошни конструкции. Ние веруваме и знаеме дека левиот пат до уметност ќе ни изведе нас на патот на новата пролетерска уникатна култура. Наутро рано во мугли патуваше туче по гори. Лете гром, живе снег, на планети киркаку. Еси на мевка, тучето сака чоколадо. Лете гром, живе снег, на планети тучето, я по облаци, дайте му млеко на тучето, лете гром, зиме сме на планети. Киркарку, тучето ява на реката, мило туче драго, лете гром, зиме снег, на планети киркарку, отгоре звезди, отдолу мост, тучето ява во сијот раст. Лете гром, зиме снег, на планети киркарку, здраво небо, здраво ноќ, викна тучето со сета моќ. Лете гром, зиме снег, на планети киркарку. Ајде, еве што ќе ви раскажам. Еден човек посака да стане даб. Со ногите да се зарие до земја, со рацете да замавтува по воздухот и воопшто да биде растење. Затоа тој насобра различни куфери и така си мислеше со игорисната глава. Ке ги сместам работите во бањата. Ке ги слечам гаките, ке го симнам елекот и ке бидам дете на радост. Жител на небесните макови глави. Летајки нагоре како куфер, ке бидам црвено ждребе. Ке влечам из вратата, иако наместо дупки сега има лим, така што низ вратата не може да се помине. Скокне, тропне, преплива, седне. Полесно е детето да влезе во столот, да вметнеш чешо во козата. Полесно е да извадиш рака од желудокот. Полесно е да направиш нешто воопшто, но на нашиот свет да полеташ со куферот како товар, да скокаш во небото како слаб тигар. Тогаш, веројатно, ќе бидеш цуцла. Завршувајќи го говорот и мајке си ги работите, тој се метна на таванот. Трпејќи ги маките на гравитацијата, тој лепнеше на покривот како чекан. Само да ги фрлам корењата надолу. И со камене да ги превика, би станал и јас како дам. Да пасам сред буки, сред дрвјата други, би стојал како клавичен мало. Би почнал да живеам како дам. Во хор буѓето одговара. Ние да сега си молчевме на почетокот ни се чинеше дека си замислил пристаниште, но сега веќе видовме
ке дознаеш, ке сватиш, ке почувствуваш каква е таа нашата одмазда. Нашата одмазда. Смртта на увото, глувотио. Смртта на носа, носотио. Смртта на непцето, немотио. Смртта на видо, невиденицо. Сето тоа човекот го сослуша и си остана на своето. Малку се расплака. Ја исуши солзата и чекан метна нагоре. По него фрлира полски клозет. А тој рече, Ке биде по мој. по него фрлира имот и куќа. А тој рече, Останувам на своето мнение. тогаш излезе мудрец с 4 носа. Се качи на печката како трон и започна говор. Во она време си живееше некој со името немногу славен, а поедноставно Иван Буслав. И така, собственикот на ова зачудувачко име пристигна во градот Ленинград, запрега Василевскиот остров, 4-та линија и беше премногу радосен поради тоа. Тој честопати се запишуваше на берзата на трудот, но мош невнимателно патот дотаму му беше заграден. Тогаш тој се шедеше тажно и тропаше во комитетот, но оттаму по неговата тажна глава го удираа со чекан. Тогаш тој одеше по кафеја и молеше таму за корка лед, но кафеанските сатири му покажуваат 3 паса. Тогаш тој подскокнуваше долу и разочаран од животот, вејќи си ја брадата, се пикна дома под масата. Во хор луѓето му одговара. Ние до сега си молчевме, на почетокот ни се чинеше дека си замислил пристаниште, но сега веќе видовме старецу. Ти си мудрец, ти си посилен од зелени дабови, ти си силник, тоест не си силник, туку тула, а затоа слушни говор. Говор. Говор за мудрецот. 2 килограми шеќер. Кило путер. Дополнителна книжка за прехранбени производи на име на непознатиот граѓанин Иван Буславин и 300 врели бакнеши од девојки со црвени шапки. Туш, до ми сол, до бело, да се измие, во бањата мудрецо. Толку. Јавната бања е одвратно место. Во неа видеше таа гон
Човекот не уме да биде во гол облик. Таа бања тој нема време да мисли на тоа. Туку треба да се трие стомакот. Треба да се запуни под мишките. Секаде голи петици и мокра коса. Во бањата мириса на мочка. Со метличките се тепа кошата полна со пори. Кофа со сапуница. Предмет на сеопшта завист. Горите луѓе се клоцаат со нозет. Обидувајќи се со пеката да го погодат соседот во милицата. Овде луѓето се бестра. И никој не се обидува да мирува. Овде се гледа. И големите стомаци. И кривите нозе. И голите луѓе трчат наведувајќи се мислејќи дека така е попристојна. Не само му се сметаше некогаш, дека бањата служи како храм за нечистите сили. Не ги сакам јавните места каде што мажите и жените се одвоени. Дури и трамвајот е попријатен од јавната бања. И рибка поминува низ студената река. И малечка куќа во далечината стои. И куќата лае по стадото крави. И поридот надолу лута Петров. И се вее над куќата малечко знаме. И зре на нивите хранливо жито. И на секој лист правда сребрено сјај. И муви со свиреш на секаде летат. И пчелите во градината на цвекињата зујат. И куските муркаат низ честите рибарници. И денот поминува во катарневни крижи. Каде? Каде?
barem da odeš i po balovi. O, Bože, ne možem. Barem da odeš i po balovi. Tamu? 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 Tamu, vidi za Pavlovo, da mi te sukelata. O, Bože, ne možem. Vidi za Pavlovo, da mi te sukelata. Nije, 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 sita znajme deka si lice. O, Bože, ne možem. Nije, sita znajme deka si lice. Mene mi stude polukjada. O, Bože, ne možem. Mi stude polukjada. Ova je ova. Toa je toa. Ova ne je ova. Drugo to je i ova ili ne je ova. Se ili toa ili ne je to. Što ne je to i ne je ovo. To ne je to i ne je ovo. Što je to i ovo. To je samo. Što je samo? To može biti to. Ama ne ova. Ili ova. Ama ne to. Ova zaminavo to. To zaminavo ovo. Nije veli me Bog duvno. Ova zaminavo ovo. To zaminavo to. I nije nemame od kade da dojdeme i kade da odim. Ova zaminavo ovo.
прашавме каде. Ни рекоа, овде. Ова излезе од овде. Што е ова? Ова е тоа. Ова е тоа. Тоест, ова. Овде има ова и тоа. Овде замина ова. Ова замина во тоа. А тоа замина во овде. Ние гледавме, но не сваќавме. А таму стоеја ова и тоа. Таму не е овде. Таму е тоа. Овде е ова. Но сега таму се и ова и тоа. Но сега и овде се ова и тоа. Ова беше тоа. Ова беше таму. Ова, тоа, таму беше јас. Ние, Бог. Страницы на проходе, обошли работники, рабочие работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры иду наших врагов, временно подпавших под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушавшие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас. Машкин!
излекувањето на мислите во песни. Повторното сложување на мисли во песни. Прозата. Прослужението, вдъхновението, спознавањето, надсознание. Пътищата на успех. Изгладањето на собствен систем на движење. Познавањето на различните непознати науки. Общите закони на различните појави. Нулата и нишницата. Бројките, буквите, знаците, писмата и ръкописите. Сето логички, безсмислено и смешно. Се што предизвикува смеа. Глупоста. Умор. Природонаучниците. Обележки. Индивидуалните празнувања. Триковите со раца, но не и триковите со сорана. Убавото однесување. Човечките лица. Женска любов. Половата физиологија на жените. Мирисите. Ликвидацијата на гадливост. Миењето, капелјето и баките. Чистотата и валканоста. Храната. Подготвувањето на сервирање на храна. Пушење. Уле. И цигари. Уредувањето на домот, станот и собата. Облеката. Машка и женска. Интересират. Што ги интересират другите? Што прават името сами со себе? Сонот. Но тези решување на харта со мастилом и модите. Ијата делото во нивите. Млечки кученца со мазни крст. Дневното забележување на настаните. Жените, но само одбори. Правилниците. Таска. Вода. Тркалото и метеорологијата. Интересираат добри старици од добри домови. Обележувањето на времето. Обележувањето на настаните.
не ми женски глас. Детски. Детски. Не задай. Kako беше готово? Еве готов малко, готово е. Що и трябва понов? Сликарът Козлов? Сликарът Козлов вели, јас сум само за наплатно. Толку? Ама ще малко не кажа да знам. Ама зошто се? Добро, фала. Еве куќата летна. Еве кучето летна. Еве сонот летна. Еве мајката летна! Еве градината летна. Конјот летна. Бањата летна. Балонот летна! Еве кананот летна. Еве пенушката летна. Еве мигот да лета. Еве кругот да лета! Куќата лета. Мајката лета. Градината лета. Часовникот да лета! Раката да лета. Орлите да лета. Копјето да лета. И конјот да лета! И куќата да лета. И точката да лета. Целото лета. Градите летаат! Стомакот лета. Ој, држете, умото лета. Ој, гледајте, носот лета. Ој, монаси, устата лета! Куќата звони. Водата звони. Каменот околу звони. Книгата околу звони! Мајката и синот и градината звони. А звони. Б звони. Тоа лета и тоа звони! Челото звони и лета. Градите звона и лета. Еј, монаси, устата звони. Еј, монаси, ние да летаме! Што лета не звони. Звонот лета и звони. Таму лета и звони. Челото лета и звони! Еј, монаси, ние летаме. Ние летаме и таму лета. Еј, монаси, ние да звониме. Ние звониме и таму звони! Летат према балони, летат и шушкат. Летат према балони, а луѓето им махтат. Летат према балони, а луѓето им махтат. Летат према балони, луѓе со шапки махтат. Летат према балони, луѓе со палки махтат. Летат према балони, луѓе со фекли махтат. Летат према балони, луѓе со мачки махтат. Летат према балони, луѓе со мачки махтат. Летат према балони, луѓе со лампи махтат. Летат према балони, а луѓето се стојат. Летат према балони, плескат и шучкат, а луѓето исто шучкат.
baloni razgaleni, pleskat i šuškat. I lugetom isto šuškat, i balonite šuškat, i lugetom isto šuškat, pleskat i šuškat. I balonite pleskat i šuškat, i lugetom pleskat i šuškat, i balonite isto pleskat i šuškat. I lugetom si stojat, pleskat i šuškat, a balonite si letat, pleskat i šuškat. A lugetom i gledat, balonite što letat i pleskat i šuškat. I lugeto isto pleskat i šuškat i gledat kako balonite isto pleskat i šuškat. Luge so palki stojat i pleskat i šuškat. Balonite ih gledat, balonite što letat i pleskat i šuškat. I palkite isto pleskat i šuškat. I lugetom pleskat i šuškat. I palkite pleskat i šuškat. I balonite isto pleskat i šuškat. A lugetom si stojat, balonite ih gledat, balonite ih gledat, pleskat i šuškat. Palkite isto pleskat i šuškat.
четвърт час. Не, четвърт час от секогаш беше. Сега е само осмина час. Сите делови на часот от секогаш бе. А сега ги нема. Еден час. Уво час. Еден час от секогаш беше. Еве час. От секогаш сега ќе биде. Еден убав час.
Тие тоа го сакаат, само се прават дека не го сакаат. Што е во зубери? Ако ова продолжи, јас нема да зборувам. Жената е така направена што е сета мека и влажна. Ако ја помирисаме жената, што има? Јас вака нема да зборувам, нема да одржам лекцијата. Каде застана? Жената сака да се гледа себе си. Таа застанува пред огледалото, сосем гола. Od doma izlazi čovjek, ja isto sta, na dalećem pad, na dalećem pad, si trda tvoj peškija. Koji odi samo pravo i napred i samo napred gleda. Ne spije, ne pije, ne spije, ne pije, ne spije, ne pije, ni tu nešto jade. Jede naš buvi, doj brezete na šuma, i o toa vreme, i o toa vreme. I o toa vreme još nema. No, ako neko uspe da go sretne nekogaš, togaš brgu kaže tenina.
Гледате ме со заврзани очи. Јас нема да одам со заврзани очи. Одврзете ми ги очите и ќе одам сам. Не држете ме за рацете, сакам на рацете слово да ви им дадам. Направете место од лукови гледачи, неко со нозете ги измица. Ке поминам по една штица од подот и нема да се замешам. Ке протрчам по корнизата и нема да падам. Не противречете ми. Ќе зажалите. Нашите плашливи очи се непријатни на боговите. Вашите усти се отворат на време. Вашите носови не ги разбираат пепеливите мириси. Јадете супа. Тоа е вашата работа. Метете си ги собите, тоа го правите од секогаш. Но извадете ги од мене бандажите и преврските. Јас се хранам со сол, а вие со шеќер. Имам своји паркови гради. Во градината паси моја коса. Во мојот сандак имам крзнена капа. Не противречете. Јас сум сам посред. А вие за мене сте само четвртина чат. Јас леко да размислувам Да. некој. Зашто да ги го слушаме тоа гласно, радете се не Господи за Твоето Младшите се трудуват да можете да се повиши спаса својата дјацо. Награди ми мене, Господи, се слово друго. Да ми гребела тоа похвала на Твоето Твое. Заврати ме, Господи, колелото на животот мој, да ми се движа возата на животот, спуштило ме чувства спокоението моје, спокој ме, Господи, за Твоето моето, освитвата жизни Твои слова. Ние ги закројуваме нашите очи, луѓе, ние ги откројуваме нашите очи. Војни, скренете ме над водата, ангели, потопете го дјаволот во водата, демони, ние ги сокривме нашите очи, луѓе, ние ги откривме нашите очи. Толпата како птица замире, јас толпата ја метам ко смет. Сите дрвја пи, сите камења па, се